Речиси цел месец сведочиме на една ужасна слика со отпадот во главниот град. Што оно што најмногу ве загрижува како епидемиолог? Вие споменувате дека сме сведоци на еден системски распад. Да, тој израз го употребив и тоа е вистината, на тоа се должи целата ситуација. Така може да се протолкува, нема друго објаснение. Меѓутоа, заради тоа, мене ме загрижува нешто што од моја професионална гледна точка е евидентно. Ние се наоѓаме среде нарушена епидемиолошка рамнотежа во градот. Што значи тоа? Тоа значи дека не се работи само за тоа купиштата ѓубре да имаат естетски аспект. Не изгледаат убаво. Тука има едно далеко поголемо значење, а тоа е дека тие представуваат плодна почва за глодарите, за разни инсекти, муви и така натаму, микроорганизми, кои што потенцијално можат да предизвикаат разни зарази. Сега, за тие видливи купишта ѓубре лежи нешто многу подлабоко. Го спомнавме тоа. Тоа е тој распад на системот. Тоа значи дека не функционира ниту не постои организација, не постои координација, не постои одговорност. Ако такво нешто се случува, јас како епидемиолог не можам да не поставам епидемиолошка дијагноза, а тоа е дека имаме заболување на целиот институционален систем. Верувам дека имавте можност да ги слушнете, да ги видите препораките и мерките кои ги даде Институтот за јавно здравје. Кој е вашиот коментар? Прво ќе речам дека добро е што конечно Институтот за јавно здравје излезе во јавност. Купиштата ѓубре не се од вчера, тие со месеци се наназад. Значи, добро е што излегува конечно во јавност, од една страна. Од друга страна, препорачаните мерки и препораките се точни и неопходни. Дефинитивно. Ама не се доволни. Итни се, ама не се доволни. Зошто не се доволни? Затоа што сите тие практично се занимаваат со последиците, а не со причините. Значи, никаде не е спомнато дека треба да се воспостави систем организиран, интегриран, во кој што ќе се знае чии се надлежностите, кој го собира ѓубрето, кој командува, кој е одговорен за тоа, која е финансиската одржливост на целата таа работа, тогаш би биле тие мерки комплетни. Ги следите социјалните мрежи, дел од коментарите се, кога станува збор за овие мерки и препораки, дека се нешта кои што се подразбираат кога станува збор за здравствената култура. Говорам и за институциите, меѓутоа и за населението. Па да, видите, за жал катастрофална е состојбата со информираноста, со свесноста за одредени важни работи во врска со вакви аспекти на хигиената во градот. И од страна на институциите, и од страна на населението. Кај институциите постои, би рекол, хроничен недостиг на чувство за одговорност, за отчетност. Значи, не ги почитуваат тие принципи. Од една страна. Од друга страна, кај населението имаме отсуство или многу малку присутна свесност за значењето на хигиената. Дека хигиената не е само козметика, туку дека е превенција против болести. Сега, не смееме да отидеме во друга крајност и вината само на граѓаните да ја фрлиме. Апсолутно. Затоа што ако системот не функционира, ако редовно не се собира ѓубрето, ако не се чистат улиците, тогаш и најсовесните граѓани нема да можат да се однесуваат одговорно. Знаеме дека дел од градоначалниците сами иницијативно презема чекори за расчистување на отпадот, меѓутоа дали ова доволно? Па да, очигледно не е доволно. Знаете, кога прво тоа е за поздравување, таа солидарност.
Меѓутоа, и дефинитивно кога се покажува дека затајуваат институциите на градско ниво, локалните заедници, локалните единици покажаат дека имаат капацитет да интервенираат. Ардома, овој проблем, комунален проблем, популационен, јавноздравствен проблем, не е системски проблем. Мора системски да се решава. Не може да зависи решението од нечија добра волја и со импровизација. Значи, не достига нешто што се вика централизирана координација, централизирана контрола, обезбедување механизација исто така од централно ниво. Ардома, како кај Раштимен оркестар, знаете, кога диригентот го нема или е нефункционален, оркестарот звучи, знаете како, раштимено. Ви благодарам, професор Даниловски. Благодарам јас вам.